Благодарам, подпредседателе. Разговараме по експозето на премиерот Димитар Ковачевски за предлогот за нови заменици министри, за кои што тој не се осврна со ниту еден збор по нивната биографија, дали да ги пофали или нели да ги каже нивните цели и задачи кои што ќе ги имаат во новата влада, односно во оваа реконструкција на владата на Ковачевски. И како и пред една година, така и сега имаме ситуација на крпење на мнозинството, без јасна цел, без програма и без визија. И кога човек ќе слушне што зборува председателот на СДСМ и премиер во јавноста, а кога денес па ќе го погледнеме и списокот кој што го нуди со новите кандидати за заменици министри, предложени токму од истиот оној премиер кој што допред само неполна година не убедуваше дека станува збор за честни и неискомпрометирани кадри, човек да не знае веќе што и да помисли. По официализирањето на новата коалиција под предвозот за Европски фронт, со еден од неговите најголеми политички непријатели на политичката сцена во Македонија, господинот Таравари, на целата македонска јавност и стана јасно дека станува збор за коалиција која што е базирана врз основа на пазарење за 3 министерски места, 30 на директорски места и 300 нови вработувања кои ќе бидат дадени на поклон на Алијансата за албанците. Ова што би рекле луѓето е состојба во која од една страна крпат, а од друга страна им се кине владеачкото мнозинство, затоа што едноставно веќе е изгубен целосно легитимитетот на граѓаните. Креирање на мнозинство во собранието и именувањето не е базирано на принцип, туку обичен пазар 3, абсурд кој треба да даде живот уште некој месец на оваа клинички мртва влада на премиерот Ковачевски. Премиерот, СДСМ и ДУИ се соочени со својата неспособност, криминал, корупција и внатрешни конфликти и затоа ваквата гимнастика со разрешување, именување и просто пазарење нема ништо да подобри во Македонија, туку напротив ќе ги усложни и продлабочи проблемите на штета на граѓаните. Агонијата на оваа власт не е проблем сама по себе. Проблем е што тоа се префрла во општеството и институциите и затоа, почитувани граѓани, Македонија тоне. Тоа што СДСМ се претвори во помал и подреден партнер на ДУИ и Артан Груби не е проблем само по себе. Туку проблем е што покорно молчи и дозволува нечии криминални интереси да се спроведуваат преку оваа вештачка одржана во живот власт на штета на народот. Почитувани граѓани, средбата во Тирана е само обид за спас на власта во заминување, средба за спас на кариерите и бизнисите на ДУИ и на неколку темина околу Димитар Ковачевски. И затоа во Европа нема да влеземе со овие криминогени структури и се додека седиштето на владата е на улица Илинденска, а далечинскиот управувач е во рацете на Артан Груби и ДУИ. Секогаш, почитувани граѓани, кога Артан Груби и ДУИ ќе бидат фатени во криминал, обвинуваат или со лажни вести, или за антиалбанство. Има ли поголема антиалбанска и антимакедонска партија од ДУИ и СДС? Едната главата на криминалот 22 години, другата главен подизидувач на истиот. Премиерот Ковачевски е чиракот, а главниот мајстор на криминалот е Артан Груби. ДУИ е претворена во приватна касаба на Артан Груби. Нема тендер од кој ДУИ и СДС не профитираат. Ковачевски со својот кум профитира од бизнисите со соларни панели, а Артан Груби со брат му од тежок нафтен криминал. Што би рекле граѓаните, грмче и капаче на бандитизмот во Македонија. Тој бандитизам мора да биде жестоко поразен. Денес граѓаните се сведоци и на лицемерието на премиерот Димитар Ковачевски. Обидувајќи се да глуми жртва и човек паднат од небото, не успеа да ја сокрие својата неспособност.
Никој, буквално, ама никој повеќе не верува во неговите наводни грижи за проблемите. Додека овој Ковачевски секој ден спиел по некој час повеќе, во Македонија, почитувани граѓани, згаснува по еден млад човечки живот. Се прашувам, и го прашувам премиерот, дали Димитар Ковачевски, вие како премиер, чекавте да изгубиме млад човечки живот, за да глумите лицемерен душегрижник и сега веднаш да почнете да се грижите за луѓето со болни од цистична фиброза и од ретки болести. Да се вратиме малку и на темата. Кога сме кај разрешувањето и назначувањето на заменици министри, кои за волја на вистината, на јавноста, никој и не ги познаваме. Ве прашувам, што толку овие луѓе ви сгрешија, па сега ги ставате на пазар и ги менувате? Мојата логика вели дека или не си ја завршиле работата и со самото тоа вие како премиер не сте задоволни од работата и со самото тоа и нефункционалноста на оваа сегашна коалиција со ДУИ, или пак сте силно уценет од вашиот газда Артан Груби. Според мене, не се криви замениците министри од тие ресори кои сега ги менувате и предлагате нови. Току криви ви се, премиере, министрите кои што ги раководат овие ресори. Денес или вчера, сега не се ни сеќавам, го разрешивте министерот за земјоделие господинот Абдур Шучур Абедини, професорот по математика. И на негово место денес ни предлагате да биде нов заменик министер, професор по книжевност и албански јазик, госпоđата Вјолца Бериша. Искрено на почетокот сакам да кажам дека немам ништо лично против госпоđата. Напротив, оставам простор и време да и дадеме на госпоđата да се докаже. Но со овој предлог, господине премиере, овој предлог е најголемата казна што може да му ја направи еден премиер на својот народ и на земјоделците. А главниот виновник за состојбата во земјоделството и аграрната политика е министерот Љупчо Николовски, кој што до вчера беше вице-премиер за борба против корупцијата. И замислете тој колку се изборил со корупцијата, покажува анкетата на Детектор, која што вели на прашањето: дали сметате дека има или нема корупција во јавните набавки? Во 2019 година 66,4% од граѓаните се изјасниле дека постои корупција во јавните набавки. Од кога овој Љупчо Николовски ја зеде палката и почна да се бори против корупцијата, се изборил против таа корупција, за да денес истата таа да биде 79,5%. Ете толку многу го бивало овој сега министер за земјоделство, а претходно борец против корупцијата. И најголемото достигнување на овој дечко, на овој момак на Љупчо Николовски, е тоа што, искористувајќи ја положбата во владата, направи монопол во бизнисот со пелети. Со тоа што целата опожарена дрвна маса од Источна Македонија ја зема лично тој со неговиот бизнис. И затоа, почитувани граѓани, да не се прашувате зошто беше толку висока цената на пелетите за огрев оваа година. Затоа што фабриката на Љупчо Николовски можеше само таа да произведува пелети по дампинг цени на огревно дрво. Од утринава, ќе ви кажам, почитувани пратеници, почитувана јавност, една случка. Одејќи утринава во маркетот да купам леп, продавачката вика: немаме леп. Немаме леп. Што е проблемот? Не донесоа леп оваа утрина, но имаме решение. Кој е решението? Решението, вика, го кажа премиерот Ковачевски. Кој е решението? Решението било: купете си брашно и месите леп. Брилијантна идеја. Брилијантна идеја. Настрана оваа случка, почитувам Ковачевски, кој што не сте тука, ве сметам за интелектуалец и докажан човек во бизнисот со фотоволтаици и знам дека ќе ја разберете мојата порака.
Има збор Гордана Силјанов.